По диво населје 2015 година падна првите оставки во владата на ВМРО ДПМН. Денес или пред 4 дена беа изречени пресудите за диво населје, вкупно некаде околу 750 години затворска казна за луѓето кои беа инволвирани, а останаа живи во тие настани во диво населје. Со пресудата за диво населје, очигледно е дека Зоран Заев всушност одбра да го штити Али Ахмети. Дали штитејќи го Али Ахмети, всушност Зоран Заев за прв пат почнува да ги иритира или да се оддалечува од албанските гласачи. Протестите организирани по пресудата за случајот диво населје на Косово завршија со палење на македонското национално знаме. Во Печот, каде потекнува Валдет Зекај, еден од осудените на доживотна казна затвор, синоќа се скандираа пораки против македонците, додека телевизијата Дукаѓини известуваше во живо на собраната толпа, го извади и го запали знамето. Kumanovës në veçantë në politik. Na personalisht unë e di se për çka u shkupa. Se kryeministri Ramush Haradinaj është atje edhe i njohur me emrin Kahuj. Është në familje që vendera, tu e ditë se edhe qytetarët e PS e kanë prit vështirë në par forme. Jo veç në familje. Ова што се случува пред 4 дена со диво населје, кај што Зоран Заев, нели 2015 година оди во Куманово и она позната фотографија кај што прави ве или победа се слика со албанците од диво населје, сега имате колку беше околу 700 години затворски. 750 години, да, за жал. 7-8 нели доживотни затворски казни така натаму и така натаму. И станува збор за луѓе кои по нивното тврдење требале да го заменат Али Ахмети, односно да направат УЧК кој треба да замени УЧК на Али Ахмети, они да станат Али Ахмети на местото на Али Ахмети. Дали пресудата во диво населје всушност е најдобриот подарок на Зоран Заев за Али Ахмети да продолжи да ја води ДУИ, или ајде да речеме тој милитантен дел на албанската политичка клима или милје? Значи, скандалозно е, таа одлука е скандалозна. Прво, поради тоа што господинот Заев велеше дека тие не се криви, дека има нешто вмешаност и актуелната власт, тогашната власт, а тогаш во власт беа ВМРО и ДУИ. Значи, не беше никој друг. И сега одеднаш тие луѓе кои што биле под директива или биле платени од некого, да се осудат толку, мислам дека е доста некоректно. И сега, дали со ова повторно Заев значи се обидува да го спаси особата, значи за жал ја мислам дека ова е дефинитивно дека на овој начин повторно го рехабилитира Али Ахмети, дека воопшто не е крив за тоа што се случи во Куманово пред 2 години.